Француско-британскиот план вклучува едномесечен прекин на огнот во Украина, вели претседателот на Франција Емануел Макрон. Кои се новостите поврзани со Украина? Актуелно прашање кое што викендов на вистина беше во фокусот на вниманието. Добро утро. Многу работи се во фокусот. Еве од последното да почнеме околу изјавата на Макрон. Ми се чини дека однесувањето на Трамп ја забрза идејата за формирање на Европски корпус, кој се надева дека првин, тој Европски корпус, барем Европа се надева првин дека евентуално би биле мировни сили кои доколку дојде до примирие меѓу Русија и Украина ќе биде распореден тамо. Зато велам се надева, бидејќи тоа е еден од амбициите во изјавата на Макрон. И второ, ми се чини дека однесувањето на Трамп во контекст на Украина и пред се на Европа го забрзува ова европско формирање на некој корпус, кој се поставува прашањето дали тоа на некој начин ќе биде деградација или афирмација на НАТО. Зошто? Бидејќи Европскиот корпус ќе бидат земјите од Европската Унија во таа воена формација или алијанса, па се поставува прашањето што тогаш со НАТО. Да оставиме на страна дали ќе остане НАТО, ќе остане сигурно, но во која форма и како не знам. Од друга страна, ние имаме јасен израз на Москва и самиот Путин тоа го кажа, но и неговиве гласноговорници, дека за сега е воопшто рано да се зборува за било какво подобрување на односите меѓу Русија и Европа, бидејќи Русија ми се чини со доаѓањето на Трамп во Соединетите Американски држави како претседател ги приближи ставовите, но со Европа никако не. Така да идејата Европски корпус евентуално да биде распореден таму, Русија ќе го смета како распоредување на странска сила и како закана, а знаеме како ќе одговори Русија на таа странска сила. Сега вчера премиерот на Полска даде една, би рекол, интересна за јавноста и за медиумите, па и за наслови изјава, каде што вели 500 милиони европјани молат 350 милиони американци да се справи со 140 милиони руси, сакајќи да ја каже човечката надмоќ, човечкиот ресурс во бројност, и сакајќи да му каже на Трамп, види, ние сме 500 милиони, вие сте само 350 милиони, нема да ве молиме, што ми делува само како еден пиар израз и ништо повеќе. Да резимираме. Европа со однесувањето на Трамп добива некаква услуга да подразмисли да направи своја европска формација или европски корпус, кој нема да биде зависен од НАТО, односно од Соединетите Американски држави, бидејќи ќе потсетам, НАТО алијансата одамна ја загуби смислата на постоење од аспект на контратежа на Варшавскиот мировен договор за време на студената војна, кога НАТО требаше да се справи, од кога го нема Варшавскиот мировен договор, изминатите години немаше ни потреба, еве сега гледаме дека ќе има пак некаква потреба. Од друга страна, Трамп покажува и у првиот мандат и вториот мандат дека не е многу заинтересиран за НАТО, бара пари. Од трета страна имаш лицемерие од Европа, каде што одва и 2,5% од GDP-то од жител се извинувам, 2,5% издвојува како држава секоја земја членка и е многу, а сега Макрон вика за овие европски сили ќе издвојуваме 3,5%. Тоа е третата работа, така да ми се чини дека се во ова беше гума за спасување и подигање на понижениот Зеленски кој во петокот видовме како помина. Да, сакам и за тоа да позборуваме, немавме прилика. Секако, бидејќи тезата е ова, Зеленски замина онака како што замина и ќе се вратиме во петокот, но новата вест е дека е сега подготвен да го потпише договорот за минерали, но мене ми се поставува едно би рекол саркастично прашање, подготвен е да подпише, но дали е подготвен да стави вратоврска и костум за да влезе таму? Тоа не го кажува, бидејќи тоа беше едно од забелешките на Трамп. На новинари, па и на новинарите. Па добро, Трамп не ја сокри, барем тоа е мој впечаток, ама и самиот го потврди тоа, не ја сокри шокираноста од дрскоста на Зеленски кој дојде облечен онака. Да, но тој во текот на целата војна е облечен. Па добро, така и го има кажа тоа.
Јас не би му навлегувал во аутфитот, он има една своја теза зошто доаѓа така и дека тој е војник и дека војната трае во Украина, тој ќе биде војник, а нема да биде политичар, но од друга страна го имаме Трамп кој сепак смета дека и ти самата како дама знаеш дека облеката во одредени настани, на одредени средби, на одредени објекти, треба да има некаква унифицираност. Не заземам тука страна дали е Трамп во право или не. Но оваа провокација не беше од Трамп, туку беше од новинар во однос на облеката на Зеленски, а напротив Трамп дури го пофали како изгледа Зеленски. Инаку јас не би се јас само го кажав како еден дел и како една можност да направам наслов од цело ова, но мене ми падна нешто друго интересно што малкумина можеби размислувале на тоа кои не се занимаат со ова. Ние видовме во петокот, освен овој однос на Трамп, видовме за прв пат еден подпредседател на САД толку јасно да влезе во првите борбени редови во една дискусија. Изминатите години подпредседателите на председателот, кој да е, беа секогаш у позадина, работеа во позадина во интерес на председателот. Предходникот на Джиди Венс, Майкл Пенс, ми се чини се викаше, тој нигде го немаше тие 4 години дека беше Трамп председател, туку у позадина работеше во интерес на администрацијата на врховниот шеф, кој да е. Овој пат го видовме подпредседателот на САД кој го предводеше овој, да кажеме, оваа дискусија на која Трамп само се додаде и поентираше, но видовме и дека оваква дискусија веројатно ја имало и во минатото, но не сме ја виделе јавно. Не сме ја виделе јавно и... Дозволи ми да го поставам прашањето. Оваа средба, мислам дека беше изненадување што беше толку транспарентна во овалната соба, што беше толку за јавноста. Нели вообичаено ваквите средби се случуваат интимно? Ова е, тоа и го кажувам, има вакви разговори, но зашто беше јавно, па има многу причини, ние цела недела, барем јас, се обидов преку Слободен печат да пренесам некои текстови и некои сознанија што можевме да ги добиеме за анимозитетот меѓу Трамп и Зеленски. Ке потсетам, Трамп и Зеленски беа современици во политичката карта на светот, значи он беше председател, Зеленски тогаш беше исто председател, уште 2019 година, кога Трамп, гледајќи дека се сврти против него во онак пред ковид криза и оние протести, сето она што неговиот мандат на крај го означи како предвестник дека можеби ќе го загуби. Не навлегувам како го загуби, дали биле толку гласови, волку гласови. Виде дека се врти работата против него, побара од Зеленски тогаш да направи истрага за синот на Бајден, Хантер Бајден, кој се наоѓаше во Киев и кој работеше таму што работеше, да му се извадат тие криминали кои прави, со цел да ги искористи во таа кампања против Бајден, кој беше тогаш кандидат, а потоа и избран за председател, и да го девалвира. Зеленски тоа не го направи, и ми се чини дека Трамп тоа едно од работите што му ги запамти на Зеленски дека не соработувал, и затоа така агресивно му рече: ние ви дававме джевелини, во смисол да уништувате тенкови, ви дававме ова, ви дававме она, а Обама што ви даде и Бајден ви даде, тогаш беше Обама, нели, и Бајден подоцна, што ви даде само чаршафи, сакајќи да му каже дека ти си неблагодарен, не слушаш ништо, сакаш да влеземе у војна со Русија и да направиме трета светска војна, на што Зеленски, јас за неговата улога не би навлегувал тука многу, пошто и немам некои позитивни размислувања, но факт е дека тој дојде овдека да се обиде да го убеди Трамп да продолжи со поддршката за војната со Русија, зашто Трамп не сака да го прави и вели тоа е европски проблем, терајте таму со Европа, видовме како се беше, затоа и го почнав овој првиот дел да го зборувам. Макрон се надева, Мерц треба да формира влада за да се надева, британците полека се ни вамо ни тамо како и секогаш, но еве со Европа се сликани, треба да се зголеми безбедност на европска и сето тоа што го зборувавме од почетокот е тоа. Тие би направиле европски сили, но повторно ќе кажам, дискутабилно е дали тие европски сили некој ќе ги прифати. Макрон вели ќе направиме прва фаза
примирие или прекин на огнот, па дури во втората фаза евентуално таа војска би одела, што според мене е неприфатливо за Русија. Русија не планира да ги подобрува односите со Европа во оваа фаза, сметајќи дека Европа зафати страна во војната, беше против Русија, има многу санкции, има многу работи кои имаат недоречени и барем официјално Москва не планира да се смири со Европа, така да овие европски сили ќе бидат сметани како ширење на НАТО. Сега и за НАТО повторно ќе кажам дека ова со Европскиот корпус останува дилема. За мене дали е тоа афирмирање на нова една безбедносна алатка на Западот или е во склоп со НАТО. Кога ќе ја видам оваа слика овдека, го видов и генералниот секретар на НАТО, но не видов представник на главната членка на НАТО, која е Соединетите Американски држави, која пак како да не сака да биде во НАТО, а дополнително и оваа изјава на Маск дека и од Обединети нации сака да се повлечат Соединетите Американски држави, што барем според изјавите сега укажува дека не дека има големи геостратешки поместувања, туку ова како што тргаат работиве, буквално ќе дојде до редефинирање на многу работи. Па јас ќе прашам јавно, ако Европски корпус се направи, а НАТО се повлече, а ние ко земја членка на НАТО, што правиме? Не сме една Европска унија, остануваме, па ние сега да се прашаме како тоа ќе го направат. Ова е само моја шпекулација и размислување јавно. Генерално ќе видиме дали Европа ќе направи Европски корпус, дали тој Европски корпус ќе биде прифатен од Москва или ќе заврши исто како што и би било доколку се формираат силите на НАТО и бидат испратени на линијата на разграничување. Уште за крај само кратко, Зеленски замина во Вашингтон со цел да го потпише договорот за ретките минерали. Договорот не беше потпишан. Сега после 3 дена вели дека е подготвен повторно да Повторно ќе направам контратеза. Да, подготвено го потпишемо, дали е подготвен да стави вратоврска и одело. Зошто го велам тоа? Бидејќи тој отиде да го потпише, па си отиде не го потпише. А тој беше клучен договор за да се мислам дали беше изненаден Трамп, дали тој очекуваше дека можеби нема да го потпише? Колку што ние имаме информации, ако не се тие информации точни, неточни, дека по расправијата биле замолени украинските представници со Зеленски да напуштат Белата куќа. Не му рекле потпиши, па одиси, не му рекле одиси. Ајде да го вулгаризирам. Но разговорот хронолошки, ако го гледаме, започна многу културно, многу смирено. Додека не побара овој безбедносни гаранции. Да. Бидејќи изненаден ли беше тука Трамп? Дали го очекуваше тоа Зеленски? Трамп не сакаше да го чуе и мислеше дека разговарале и дека му е јасно на Зеленски, дека САД не планира да му дадат безбедносни гаранции какви што тој бара. Туку тезата на Трамп е дека дајте ни ги минералните наоѓалишта, таму ќе има американски фирми и ете ви безбедносни гаранции. Кој ќе напаѓа територија кај што има американски фирми? Така размислува Трамп и веројатно со Путин се така можеби и договарани. Сега не знам што е договорено, но можеби разговарале на таа тема. Од друга страна, Зеленски ви утринава повторно, ја повторува својата теза. Јас сум подготвен да си заминам само доколку Украина влезе во НАТО. А веќе му е речено дека Украина нема да влезе во НАТО 100 пати. Тоа е дополнително ми се чини иритација на Трамп и неговата администрација. И сега ќе скратам една изјава на Зеленски кој вели сите бараат од мене, американците практично бараат во тој договор за мир безусловно повлекување на Зеленски. И второ, да има избори. И сега Зеленски ви вели, јас и да ако се повлечам, ништо нема да добиете, бидејќи останувам во игра, ќе се кандидирам и повторно ќе ми избере украинскиот народ. Што само покажува дека Зеленски очигледно се уште, што велат, не ја спушта топката барем од надвор. Дополнително е охрабрен од европскиве лидери, кои веројатно некаква гаранција му дават, но се постава прашањето колку Европа може да му даде гаранции без помош на САД, и колку Европа е воопшто подготвена, јас пак ќе кажам за тој Европски корпус, се е тоа убаво,
колку таа Европа може да преговара со Русија, бидејќи мене како што ми се чини заклучно со овој миг, Русија за сега во скорешна иднина, барем така најави и Лавров и Путин, не размислува за некакво нормализирање на односите со Европа, бидејќи многу работи се имаат случајно, како што рекоа минатата недела, и тешко ќе биде многу скоро тоа да се разговара, а војната треба час поскоро да заврши. Се оди на втората варијанта, Трамп, овие минерали, примирие, прекин на огнот, нови избори во Киев и потоа седнување на преговарачка маса. Тоа е планот на Трамп. Планот на Европа е примирие, европски корпус и помош за Украина да се брани и понатаму од евентуално нови напади. Андоновиќ, благодарам. Тоа беше уште една меѓународна анализа на Слободен печат. Останете и понатаму со нас, имаме уште нешто да ви кажеме.